Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да го проследиме соопштението. Нова година. Одборот при македонската општина овде во Ньюкастел организира дочек на новата година и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Ньюкастел. Цената е $60 за возрастни, за деца 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помлади од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, убава вечера и благо после вечерата, како и најдобрата музичка група Сенатор. Барот ќе располага со најразноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Исто кај управата на игрорната група Стив Наумов секој петок од 6 до 8 сатот во црковната сала. А сега да ги проследиме и најновите вести од Македонија. Илија Димовски вели, нема да се кандидатирам за лидер на ВМРО ДПМН, дури и да се одложи Конгресот. Илија Димовски вечерва пред одржувањето на извршниот комитет на ВМРО ДПМН изјави дека не планира да се кандидатира за претседател на партијата, дури и да се одложи Конгресот. Не планирам да поднесам кандидатура дури и да се одложи Конгресот, затоа што мојот став не е базиран на персонални прашања. Мојот став е базиран на концептуални прашања. Мислам дека ВМРО ДПМН мора да смогле сила да покаже поголема зрелост од СДСМ. Мора да покаже концепт кој што ќе значи широка транспарентност, голема демократија, отвореност, изјави Димовски. Според Антонио Милошовски, кој е еден од потписниците на отвореното писмо на партијата и е потребен кредитибилен конгрес за легитимен избор на претседател. Новиот претседател на ВМРО ДПМН, без разлика кој да биде, не треба да ја има хипотеката на претседател марионета. Затоа сметаме дека сите можни недостатоци и сомненија треба да се отстранат пред да се одржи Конгресот, на кој поширокото членство би било и дало еден суверен избор, изјави Милошевски председницата на ИК на ВМРО ДПМН. Во врска со Фајсбук, статусот на лидерот во одставка Никола Груевски
во кој тој посочува дека одлуката на Конгресот е донесена едногласно. Димовски изјави дека гласале за одржување на Конгресот во декември, но во меѓувреме добиле информации за невер и недемократски избор меѓу кандидатите, поради што се залагаат за нов датум. Пратеничката Ане Лашковска очекува Конгресот да се одржи викендот и тврди дека пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе остане компактна. Мислам дека ќе има Конгрес и дека ќе се заврши во најдобар ред. Не сум сведок на ниту една закана, изјави Лашковска. Исчезна поранешниот синдикалец Оливер Стојановски. Нема трага ни глас од него неколку дена. Поранешниот синдикалец Оливер Стојановски, кој пред еден месец учествуваше во сообраќајка возејќи возило на Министерството за одбрана, исчезнат е веќе неколку дена, објави 24 вести. Семејството последен пат го видело во петокот во 8 сатот наутро, а случајот е пријавен во полицијата и во МАО од МВР веќе трагат по него. Од Министерството за одбрана, каде е вработен Стојановски, велат: од случувањата на сообраќајната несреќа до денеска не се појави ни на работа. Било доставено боледување со датум до 30 ноември со најава дека ќе биде обезбедено продолжување на боледувањето. Предпоставните на Стојановски се обиделе да воспостават контакт со него, но воопшто не било можно да се воспостави контакт на неговиот телефонски број. Од моментот кога МВР известила за неговото исчезнување, сите податоци кои МВР ги побарало за Оливер Стојановски биле доставени од страна на неговите предпоставени. ТВ24 дознава дека Стојановски имал здравствени проблеми. Оливер Стојановски пред еден месец направи сообраќајна несреќа со возило на Министерството за одбрана, кое било доделено на синдикат, а тој не го вратил по заминувањето од претседателската функција. Министерството тогаш потврди дека возилото било управувано без патен налог, но даде одговор на прашањето зошто не го побарало возилото веднаш откако констатирале дека тој не го представува репрезентативниот синдикат. Автомобилот со кој била направена несреќа да се наоѓа во техничко ремонтниот центар на АРМ, пишува 24 вести. Владата потврди ќе има референдум за евентуално компромисно решение за името. И покрај тврдењето на спикерот Џафери дека решението за спорот за името може да се потврди само во собранието, владата останува на ставот за организирање референдум при евентуален договор со Грција. Преговорите течат. Во ова фаза се уште нема видливо решение. Меѓутоа, како што повеќе пати е кажано, потребно да има референдум во Македонија по однос на ова прашање, изјави владиниот потпарол Миле Бошњаковски. Зголемената динамика за решавање на спорот предизвикува разногласие и во владината коалиција на грчкиот премиер Ципрас. Лидерот на помалиот коалиционен партнер и министер за одбрана Панос Каменос потврди дека нема да се согласи со сложено име во кое ќе содржи терминот Македонија. Но шефот на дипломатијата Косијас верува дека во грчкиот парламент е потребно и постои мнозинство пратеници, а не мнозинство партии за евентуален договор за името. Ние сме влада која е тука за да решава прашања. Ако начинот на кој ги решаваме е во согласно со долгорочните интереси на земјава, интересите на регионот и е во европски дух, ние тоа треба да го направиме, смета Косијас. Најголемата опозицијска партија, Нова демократија, внимателно ја следи владата и пред се ставот на Каменос. Од партијата барат право да видат што ќе биде договорено и додава дека ако Каменос не даде поддршка, тогаш и тие нема да го поддржат договореното решение. Сепак, Дора Бакојани, поранешната шефица на грчката дипломатија во времето на ветото во Букуреш, на Твитер обелодени дека Каменос претходно во неколку наврати го прифатил терминот Македонија. Каменос два пати за време на владењето на Караманлис гласеше за сложено име со географска одредница Ерга Омнес,
што беше национална позиција прифатена од сите освен од Лаос, со која заминавме на самитот во Букурешт, вели претеничката од опозицијската грчка демократија. Иако ставот на Каменос, според грчките медиуми, предизвикува загриженост во редовите на владечката Сириза и може да ја подкопа владината коалиција. Аналитичарите сметат дека е време Ципрас конечно да расчисти со лидерот на независни Грци. Според медиумите, за евентуално договорено име во преговорите со Македонија, Сириза ќе се обиде да обезбеди поддршка главно во редовите на парламентарните групи на Нова демократија и Демократскиот блок ПАСОК, Демократска левица и Потами. Во петок, одлуката за екстрадиција на Груевски и Бошковски. Судечкиот совет на Солунскиот суд денешното рочиште го прекинал и продолжението го закажа за петок, кога и треба да биде соопштена одлуката за барањето на македонските власти за екстрадиција на Горан Груевски и Никола Бошковски во Македонија. И денешното рочиште беше одржано зад затворени врати по барање на адвокатите. Тие повторно побарале Груевски и Бошковски да не бидат екстрадирани во Македонија, бидејќи ќе немало фер судење, а можело да им бидат загрозени животите. Постапката против нив ја оценува како и политички прогон. Поранешниот председател на Комисијата за заштита од дискриминација Александар Даштевски, како експерт на предлог на адвокатите на Горан Груевски и Никола Бошковски, денеска беше сослушан како сведок во судот во Солун, потврди за Мија адвокатот на обвинетите Петар Василев. Денеска продолжи со сослушувањето на сведоци. Беше сослушан Даштевски, кој од страна на судот беше прашуван за правните аспекти на постапката во смисла на меѓународните конвенции и конвенциите за човечки права. Тоа ќе биде и последен сведок во постапката, пошто се очекува да биде донесена првостепена одлука, вели Василев. Од одлуката, како што рече, ќе биде поднесена жалба. За екстрадиција во Грција одлучува Совет, најчисто во 3 член состав, 2 суди и 1 обвинител, но јавно рочиште, освен ако не биде доставено специјално барање до слушувањето за да се одржи зад затворени врати. Освен за екстрадиција, Груевски и Бошковски имаат уште 2 други процеси во Грција, независни еден од друг. Едниот е за фалсификувани пашоши, со кои беа фатени на Солунскиот аеродром. Судењето по 3 одложувања ќе се одржи на 17 мај следната година. Другиот случај е поднесено барање за азил на 29 ноември. Груевски и Бошковски во меѓувреме остануваат во притвор во близина на Солун. Груевски и Бошковски, кои се обвинети од СЈО за предметот Тврдина и Таргет, беа оапсени од грчката полиција на аеродромот во Солун на 18 октомври годинава, при обид со лажни бугарски пашоши да заминат со авион за Будимпешта. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Стреќен роден ден. На многу саканото синче Роме Луко Гаговски. Од се срце сакаме да му честитаме 4-тиот роден ден и му пожелуваме многу родендени да се дочека со нас и со најблиските. Да ни е здраво, живо и весело цел дечки живот. Да ни стани големо момче Македонче. Овие сакани желби му посакуваат тате Тони и мама Бети Гаговски. Srećen roden den! Danas mi
čestam jaz. Happy birthday za mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ajde ovoj roden den, da mi bide poseben, ke čestam jaz. Happy birthday za mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si tesme. Danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si tesme. Hej, hej, srećen roden den. Danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si tesme. Danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si tesme. Со песната Среќен роден ден на милото сакано внуче Ромео Лука Гаговски. Му го честитаме 4-тиот роден ден и му пожелуваме да ни е здраво, живо и весело во понатамошниот живот и многу роден ден да се дочека со тате и мама и со нас сите најблиските. Да ни стани големо момче Македонче. Овие сакани желби од се срце ги пожелуваат најсаканите дедо Цане, баба Лила и вујчината Николче и Стевче Цуцумановски. Stalkam da te podsjećam, дека не zaboravim, roden den ti čestitam, na tebe ja pomislim. Stalkam da te podsjećam, дека не zaboravim, roden den ti čestitam, na tebe ja pomislim. Srećen roden den, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini sto nas tebe slaviš. Ti srećen roden den, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini sto nas tebe slaviš ti. Danes ti je roden den, pesna neka odekne, sto ja te baknuvam, toplo te pozdravujem. Danes ti je roden den, pesna neka odekne, sto ja te baknuvam, toplo te pozdravujem. Srećen roden den, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini sto nas tebe slaviš. Ti srećen roden den, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini sto nas tebe slaviš ti.
Да го проследиме уште една соопштението. Одборот при македонската општина овде во Њукастел организира дочек на новата 2018 година во нашата македонска сала, и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукастел. Цената е $60 за возрастни, а за деца 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, убава вечера, благо после вечерата, како и најдобрата музичка група Сенатор. Барот ја располага со најразноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Исто кај управата на игроната група Стив Наумов секој петок од 6 до 8 сатот на вечер во црковната сала. Исто така едно мало соопштение, да најавиме дека пензионерите што доаѓаат во понеделник и четврток во црковната сала, последен ден за ова година ќе биде четврток 28 декември, а поново се враќаат во четврток на 5 јануари 2018 година. Bojana bila mamo tak sana, zbor
А сега да слушаме нешто од Анета и Молика, кои доаѓаат овде во нашиот град Ньюкастел сабота, 23 декември. Сите сте добродојдени, карти на врата. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Moj od život težok je, veruvaj prijatele, ne znaje vdeka mnogo dni, no sad buri gorčini, ako neka nosat ne se ispaši, imam srce što je gladno za ubavini. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Site što vi poznavam, sakad da doznat, do koga takvi si vidni, što ni nosad gorčini, ako neka nosad ne se isplaši, imam srce što je gladno za ubavini. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno.
сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Рочиште во Солун за екстрадиција на Груевски Бошковски. Во судот во Солун денеска треба да се одржи рочиште за барањето од македонските власти за екстрадиција на поранешните началници на Управата за безбедност и контраразорување УБК Горан Груевски и Никола Бошковски, обвинети од ЦЕО за предметот Тврдина и Таргет. Минатото судско рочиште беше одложено поради отсуство на адвокат од адвокатскиот тим на Груевски и на Бошковски. Двајцата се во притвор во затвор во близина на Солун. Ним им се суди во Солунскиот суд, а за фалсификуваните пашоши со кои беа фатени на 18 октомври годинава на аеродромот во Солун, кога се обидува да заминат за Будимпешта. Ова судење е одвоено од поставката за екстрадиција. Тоа досега беше два пати одложувано, бидејќи судот во Солун не можеше да обезбеди преведувач од македонски на грчки јазик и обратно. Министерството за правда испратило уредна документација за екстрадицијата на Груевски и Бошковски. Министерството за правда во Македонија уредно и навремено ја доставило целокупната документација приведена на француски и на грчки јазик за екстрадицијата на Горан Груевски и Никола Бошковски. Ова го изјави министерот за правда Билјан Саљаи на денешната средба со новинарите. Судското рочиште, кое се одржа на 29 ноември за нивната екстрадиција, е одложено за 13 декември, поради отсуството на декември во адвокатот од 3-члениот адвокатски тим на Груевски Бошковски. Инаку, Груевски Бошковски денеска имат рочиште во судот во Солун за поседување лажни патни исправи, што е одложено за 17 мај 2018 година, поради тоа што е еден од обвинетите од групата мигранти, во кои се и двајцата бегалци од Македонија, не бил уредно поканет од страна на судот, потврди за МИА нивниот адвокат Петар Василев. Василев вели дека и Груевски и Бошковски побарале политички азил во Грција. По Груевски и Бошковски македонските власти имаат распишано меѓународни потерници, а грчките власти ги товарат за поседување лажни патни исправи. Тие претходно два пати биле изведени пред суд во Солун, но рочиштата беа одлагани, бидејќи грчкиот суд не можеше да обезбеди преведувач од македонски на грчки јазик и обратно. Груевски и Бошковски беа уапсени од грчката полиција на аеродромот во Солун на 18 октомври при обид со лажни бугарски пашоши да заминат за авионот во Будимпешта. Тие се обвинети од специјалното јавно обвинителство за нелегално прислушување и за уништување на системи за прислушување, случаи познати како Тврдина и Таргет и Тврдина 2. Македонските власти на 6 ноември ја доставија документацијата за нивна екстрадиција од Грција. Груевски и Бошковски во меѓувреме остануваат во притвор во Солун. Нешто и за здравјето. Сите јадиме лук, а не сме свесни што му направи тоа на срцево. Сите знаеме дека е здрав, а сега тоа е официјално потврдено. Еве што се работи. Светската здравствена организација неодамна објави дека лукот, како додаткот во исхраната, е одличен лек во борба против хиперлапидемија и атероклозроза. Конечно, некој се сетил да го докаже она што го слушнавме, откако знаеме за себе. Лукот е извор на здравје. Како додаткот во исхраната се препорачува за пациенти кои патат од вишок масности во крвта, васкуларни проблеми, повишен крвен притисок. Метју Бадев е лидер на истражувањето со кое се донесени нови докази за предностите на лукот во лечењето срцеви заболувања. Научниците ја следеле состојбата на 55 испитаници на возраст од 40 до 75 години, кои патат од повишен крвен притисок и дебелина и кардиоваскуларни болести. Измерена е количината на мастности и калциум во нивните артерии. Истражувањето траело година дена. На една група и е даен плацебо, а на останатите 2,4 мг екстратат од лукот. Кај нив притисокот во артерите се намалил за 80%. Откриено е и антибактериско дејство на ова лековита состојка, со што се
спречува висок крвен притисок во артерите, го успорува развојот на кардиоваскуларните болести. Лукот е одличен чувар на здравието. Лукот не мора да биде само лек, туку и одлична превентива. Затоа не чекајте да биде доцна. Веднаш додајте го во вашата исхрана. Да ги проследиме уште една соопштенијата. Одборот при македонската општина овде во Њукастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукастел. Цената е $60 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во ова цена е вклучено богато мезе, богата вечера и благо после вечерата, како и најдобрата музичка група Сенатор. Барот ја располага со најразноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, исто кај управата на игралната група Стив Наумов, секој петок од 6 до 8 сатот на вечер во црковната сала. Исто така да најавиме дека пензионерите што доаѓаат во понеделник и четврток во црковната сала, последен ден е 28 декември, а се враќаат назад на 5 јануари 2018 година. Ја знам, ти имаш друга, зар можеш потоку
Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7